Волшебни сказни на балканските народи. Мара Пепелашка. Едно време си биле еден маж и една жена. Си имали една черка Мара. Тие, мајката и черката, секогаш си седеле крај огниште и си работеле, си пределе. Еден ден Мара сакала да оди во комшиите да преде заедно со своите другарки. Мајка и дозволила да оди, па и дала и еден тагар кадели да го испреде тој ден и рекла: "Ако не ги испредеш денеска сиве овие кадели, ке ти се сторам крава." Мара отишла во комшиите, прела вез ден, но не можела да ги испреде сите кадели, та вратила назад колку што ѝ останале. Си дошла дома, тропала на вратата да ја отвори мајка и викала: "Мајко, отвори! Мајко, отвори!" Туку на чудо големо, наместо да ја отвори врата, чула од дома кравин глас: "Му!" Мајка и навистина се сторила крава. А таткој, бидејќи не бил дома, во тој час си идел од чаршија и си носел една китка прас. Немајќи кој да им отвори однатре, таткој најпосле ја скршил вратата со клоца, та така си влегле дома. А кога влегле внатре, што да видат? Мајка и на Мара се сторила крава. По некое време таткој се преженил и донесол маќеа на Мара. Откако се преженил, еден ден Марината маќеа, мајка, му рекла на мажа си: "Ајде, мажу, да ја заколеме кравата. Зошто ние кога не останува стелна толку време? Што да ја храниме, јалова?" Мажот ти се согласил и кравата ја заклале. Да си вареле од месото и си јаделе. А Мара, колку што ја канеле да јаде и велеле: "Ела, Маро, да вечераме", таа никогаш не јадела, зашто знаела оти месото било не од вистинска крава, ами од мајка ѝ. Кога ја кревале софрата, таа ги собирала коските од месото и не ги фрлала надвор да ги јадат кучињата, туку ги собирала да ги запретувала во кланик во пепелта. Секогаш Мара така правела и од жал за мајка си, секрај огништето во пепелта си седела и нигде не излегувала, та затоа маќејата почнала да ја вика Мара Пепелашка. Еднаш таткој и маќеја ќе оделе на свадба и ја викале и Мара да појде со нив. Таа не сакала да оди и им велела: "Јас, Мара Пепелашка, што барам на свадба? Одете си вие сами." И така тие си отишле сами на свадба, а Мара си останала дома. Кога таткој и маќеја биле на свадба, Мара ги отпретала мајчините коски што биле запретани во пепелта на кланикот, та што да види, коските се сториле се злато и секакви убави обетки за Мара. Таа си се променила во нив и со златните чевли што ги нашла во пепелта, та со трчање и таа отишла на свадба и таму се фатила на оро да игра. Сите што ја виделе се почудиле на промената Марина и на орото нејзино, ама никој не ја познал која била, па дури ни таткој и маќеја. Откако се наиграле оро и веселеле свадбарите и дошло време секој да си оди дома, Мара се отпуштила од орото и пак со трчање си дошла дома пред татка си и маќеја си. На брзина се преслекла во ведетвите облеки, новите ги запретала пак во кланикот и се вратила крај огништето во пепелта. Кога си дошле од свадба маќеја и таткој, ја нашле Мара пак крај огништето во пепелта, да ја кажувале и велеле: "Мори, Маро, мори, черко! Не дојде ти на свадба да видиш едно чудо почудено, што дојде една момичка, променета се во светли облеки и со златни чевли. Од вратата влезе и право на оро се фати. Игра и пак со брзина си отиде. Сите се почудивме на нејзината убавина, на нејзините облеки и на орото нејзино." 3 вечери наред Мара се така чинела и никој не ја разбрал која била. Третата вечер, кога си се враќала дома, од брзина за да не ја привтасаа татко и маќеја, одела по мостот на реката што бил таму и паднал едниот чевел
во реката. Утредента, кога царските коњи дошле до реката да пијат вода, не можеле да се напијат и не пиеле поради светлината од чевелот Марин, туку се враќале и бегале назад. Царот ги прашал слугите дали се напиле коњите вода, а тие му одговориле дека не се напиле поради една голема светлина што светела внатре во реката. Царот отишол сам на реката за да види што била таа светлина што толку многу светела. Ги натерал измечарите да го извадат, затоа што толку светело во водата и кога гледа златен женски чевел. Многу се почудил царот и рекол: "Чија е оваа работа? Јас сум цар и немам ваков чевел." За да разбере царот чиј бил тој чевел, повелел сите да се соберат и граѓанки и граѓани кај него, за да види на чија нога ќе се погоди чевелот, да познае чиј е. Сите граѓанки и граѓани се собрале, но чевелот никому не му се погодил на ногата. Тогаш царот прашал дали сите граѓани и граѓанки се собрале или има уште некој што не дошол. А царските луѓе му рекле дека сите се тука, само една момичка што ја викале Мара Пепелашка, само таа не дошла. "Што ќе ја викаме?" рекле тие. "Таа си е запретана во пепелта, фустан не облекува, а не такви чевли да има. Таа никаде не излегува." "Ако," рекол царот, "викнете ја и неа, нека дојде." По царската поведба отишле и ја викнале Мара. Кога дошла кај царот и го пробале чевелот на ногата, и тој се погодил. Тогаш царот си ја зел за царица и таа си ги извадила запретаните убави облики во кланикот и си се променила како вистинска царица. Ете така, Мара Пепелашка се сторила царица. Македонска. Човекот што му дал запис на ѓаволот. Си бил еден човек многу сиромав. Само лепи сол си јадел и повеќе пипер буковка. Џвакајќи леп со буковска пипер, веќе беше му се здодеало. Од што му лутело, еден ден почнал сиромашкиот да плаче и да се колне што се родил. "Ах, јас сиромав, реков до кога ќе јадам мржен лепи пипер. Ах, да е проклет тој саат кога сум се родил јас. Како нема некоја жива душа да ми се најде, да се збогатам, да и јас да поживеам како што рекол Господ." Така велејќи и плачејќи сиромавиот, го чул ѓаволот, натемаго, му се представил пред него и му рекол: "Што току плачеш, бре душко, и жалиш? Ја кажи ми ти, може би ќе ти помогнам." "Блазе тебе, чорбаджи, ако ми помогнеш, не треба црква и манастир да направиш. Ако ми помогнеш на мојата сиромаштија, па да ми дадеш малку стока, за и јас да си поминам како што рекол Господ, оти се скинав јадејќи сув леп и од лутата буковска пипер. Ете, тоа ми е маката, пријателе," му рекол сиромавиот. "Лесна работа, пријателе, да те збогатам, само ако ти ми се потпишеш под мене и да ти удрам еден печат на бутот, за да те познам, кај да те видам, а стока ќе ти дадам колку сакаш," му рекол ѓаволот. "Море, пријателе, не да ти се потпишам, туку да ти се надпишам ако сакаш. Не е еден печат да ми удриш, туку 2 удри ми само да ме куртилисаш од макање буковка пипер." Извадил ѓаволот една книга и му зел потпис. Му удрил на бутот одзади еден добар печат, да го испуштил. Од тој час сиромавиот почнал да се збогатува и да напредува, со стока, со пари. Арно туку не бил веќе христијанин, бидејќи кога дошла света недела и отишол в црква, едно да влезе во вратата и му се јавил едноногиот со роговите, па му рекол: "Еј, човече, каде влегуваш? Не е таа црква моја. Мојата црква е Меаната. Трчај таму, појди ако си мој. Ако не сакаш в Меана, појди в кафеана. Таму немја темјан да се кади како овде. Оти јас од чадот од темјанот бегам 40 чекори подалеку. Вака да знаеш, пријателе," му рекол. Кога ги чул сиромавиот тие зборови од ѓаволот, се вратил од црквата и право си отишол в Меана. Се курдисал да пие вино и ракија, собрал околу себе пијаници, да се испијаниле сите и се грабнале
да се бијат еден со друг. Во тоа време, ете го ѓаволот дошол, да види што прави. Го дзирнал помеѓу двата прста и му се насмеал, бидејќи му се направил чефот, оти така се опил и се тепал со пијаниците. Арно ама, од тепањето на некои другари им биле раскрвавени главите и отишле на суд. Го тужеле и го осудиле сиромавиот да лежи в затвор. Отишол ѓаволот да го види в затвор што прави. О, овде побратиме те донеле, му рекол насмеано. Овде ме донесоа побратиме. Туку те молам, барај крај некако да ме пуштиш, му рекол сиромавиот. Не бери га еле ти, му рекол ѓаволот. Сега за 1 саат ке те пуштам, само ти чеф да тераш. А најлошо ако сториш, јас да сум ти жив и од магацин за оружје можам да те отпуштам, му рекол. Вистина, по 1 саат го пуштиле од затвор. Потоа, сиромавиот 300 лошоти направил. Најпосле го осудиле да го бесат и го однесле на бесилка. Ете го, на темаго ѓаволот му се јавил пред него. Веднаш штом го видал сиромавиот, му се расплакал. Аман побратиме, спаси ме, оти ке ме бесат. Опинциве си ги искинав побратиме, дури те донесов за на бесилка да висиш, му рекол ѓаволот и се иставил од под него, а сиромавиот се обесил на јамката. Македонска. Цане и ламјата. Во една планина си живеела страшна ламја. Големи пакости правела низ околијата, на луѓе и на имоти. Многу пати царот Аскер праќал да ја убие таа лоша ламја. Арно ама, не можеле да ја убијат, чунки таа била многу страшна и силна. Ни куршум, ни сабја ја убивале. Голема мака му било на царот дека не можел да ја сотре. Најпосле издал заповед по сета царска земја, кој ќе се најде да се нафати и да ја убие ламјата, ќе му ја дадал ќерка си за невеста. Од таа таксувачка на царот, многу момчиња пошле да ја убијат ламјата. Арно ама, сите изгинали и назад не се вратиле. Си било едно момче, не толку јунак, ама многу итро и преитро. И тоа ја чуло царската заповед, дека кој ќе ја убие ламјата, ќе ја добие царската ќерка за невеста. Мајко мори, знаеш што да правам или не знаеш? И рекло на мајка си. Јас ќе одам да ја тепам ламјата или жива ќе ја фатам и на царот ќе му ја донесам, за ќерка му да си ја земам и богат да се сторам. Чунки со оваа пуста сиромаштија не се излегува на крај. О, синко Цане, ама што те сполавил Господ сполајму? Што ќе одиш да ја тепаш ламјата и да си загинеш млад и зелен? Ами ти бре, синко Цанко, зар не си чуло ти сите јунаци момчиња што отидоа, назад не се вратија? Кога таквите јунаци отидоа и од ламјата загинаа, та ти, синко Цане, што си ми слабодушно, не ќе загинеш? Немој, синко Цанке, не ја издисуј си на младоста да загинеш и мене сиромашка да ме оставиш. Цане не ја послушал мајка си, само и рекол. Проштавај ми, мајко, и биди си раат. Оти јас нема да загинам, ами на царот зет ке му се сторам. Така и рекол на мајка си и отишол кај царот да му бара изим да ја отепа ламјата. Ајде бре, Цане, дете слабодушно, му рекол царот. Оди, ама неќам да ја отепаш ламјата, ами жива да ми ја фатиш и во ковчег затворена да ми ја донесеш, за да не ме уплашиш оти, јас многу се плашам од ламја, та после ке те сторам еден домазет. Му се поклонил Цане на царот и тргнал во планиње да ја бара ламјата. Овде-онде по планиње дошол близу до сараите од ламјата. Се прибрал до портата од сарајот и се стуткал како некое сиромавче. Шетајчи низ двор, ќерка и на ламјата го видела Цанета и оттрчала да го види.
Што бараш овде, бре, момче? Му рекла. Од ламјата портата? Зар тебе не ти е страф од ламја? Страф ми е, сестро моја, и рекол Цане. Туку пустата сиромаштија моја и гладоста ме донесоа овде на оддушман од портата, како што рекле старите. Кој паѓа в море и за змија се фаќа. Та од тоа, мила моја сестро, ќе те молам да ме прибереш и да ме даруваш да ручам. Та ако сакаш и да ти измечеравам додека сум жив. Само од мајка ти ламјата да ме скриеш или да ме одмолиш да не ме јаде. Му се смилило на ламјичето на Цанета дека плачал со горешти солзи и го прибрало внатре. Од кога влегол Цане во сараите од ламјата, засукал ракави, ја грабнал метлата в раце, ги смел сите одаи, смел широки дворови и ја суправил сета куќа, ја наредил како некоја кукла. Кога го видело ламјичето изметот од Цанета, голем чеф му се сторило и само со себе си велело. Кај ми го донесе Господ ова момче, да ме одмени од тешката суправа на куќата. Вечерта, ламјичето го скрило Цанета да не го види мајка му ламјата, кога ќе си дојдела од лов, па да не го изеде. Неколку дни така го криело ламјичето Цанета и една вечер ја премолило мајка си да не го јаде. А Цане тоа го барал. Од кога се ослободил Цане пред големата ламја, можел да слуша што зборуваат мајката и черката. Поминале неколку дни и не знае зошто се скарале мајката и черката, та големата ламја ја тепала малата. Плачела, жалела малата ламја, отинаед што и било, фатила да си зборува сама со себе. Ах, мори мајко, ах, мори јудо, оти ме најде помала, ти ки ме биеш, јас знам за тебе што треба, да појдам кај царот и да му кажам за да ми направи еден ковчег што да нема ни дзирка ни продзирка, та да те затвори внатре и да ми те загуби. Ете така треба за тебе. Ама нема кој да ти го стори тоа, та ќе видиш ти како ме тепаш мене без никаков кабает. Откако ги изслушал Цане зборовите од ламјичето, застанал да се подума и да се помисли со каков марифет да ја фати ламјата. Думал, шетал, издумал и туку една вечер се искубал од кај ламјата. Одел низ планина, нашол еден јагленар кој правел јаглење. Му се молел на јагленарот да седи неколку дни него за да му помага јаглење кога ќе прави. Работел Цане, дури се исцрнил во лицето и во алиштата и веќе како араб се сторил што никој не можел да го познае. Зел секирата и теслата од јагленарот и отишол на планината кај што била државата од ламјата. Нашол едно суво дрво одвнатре, шупливо и фатил да го сече. Так тук со секирата, так тук го сечал дрвото. Го чула ламјата чукањето од Цане и одлетала таму. Што го сечеш тоа дрво, бре јагленару? Го прашала ламјата. Царот умре, тетко. Ти ки ковчег ме пуштија да му направам, да го закопаат, туку не знам дали ќе има некоја дзирка што да се надзира. Те молам, тетко, да ми сториш едно добро, да влезеш во ковчегот, да видиш да не има продзирка. Одошто го пизмела ламјата царот, без да премисли, влегла да види во ковчегот дали има некоја дзирка. Итриот Цане тоа го барал и го удрил капакот озгора, па го заклучил. Веднаш го дигнал на рамо ковчегот и го однесол пред царот. Еве ти ја честити царе ламјата, дај ми ја ти черка ти, му рекол Цане. Така те сакам, бре Цане, јунак да бидеш и зет да миси, му рекол царот. Цане се оженил и народот се ослободил од ламјата. Македонска. Куцото петле. Си било едно куцо петле, та куцало, та куцало до бакалското буниште,
Та рило, та си нашло една блескава паричка. Заминале царските момци да ги појат коњите со вода, та му ја зеле паричката. Па отишло на царските порти и фатило да вика: "Царе, царе, дај ми ја паричката! Царе, дај ми ја паричката!" Царот рекол: "Внесете го тоа петле да не ми ја бучи во главата. Фрлете го крај нашите петли да го исколваат." Го фрлиле кај петлите. Тоа рекло: "Зи и ни усто, проголтај ги тие петли." Зинала устата и ги проголтнала сите петли. И пак отишло кај царските порти. "Царе, царе, дај ми ја паричката." Оној царот се разлутил, се расфукал. "Внесете го тоа пусто куцо петле. Што е тоа од него? Фрлете го таму кај лисиците да го изедат." Го фрлиле кај лисиците. Тоа рекло: "Зини усто, проголтај ги тие петли да ги изедат тие лисици." Излегле петлите и навалиле лисиците да ги јадат, и куцото петле избегало и отишло пак на царските порти и почнало да вика: "Царе, царе, дај ми ја паричката!" Бре, проклето да е пустинчето, пак дошло. "Ставете го таму кај коњите да го изгазат, ке ми ја продупчи главата." Го ставиле кај коњите, а тоа рекло: "Зини усто, голтни ги тие коњи." Зинала устата и ги голтнала коњите. Пак отишло: "Царе, царе, дај ми ја паричката." "Ама сега што да правиме со тоа петле? Ставете го кај волците да го изедат." Го фрлиле, а тоа рекло: "Зини усто, пусти ги коњите да ги изедат волците." Излегле коњите и волците ги јавнале коњите да ги јадат, а петлето пат откуцало на царските порти. "Царе, царе, дај ми ја паричката." Бре, нема спас од това петле. Ми го сотре животот. Фрлете го во реката да се удави. Го фрлиле во реката, а тоа рекло: "Зини усто, проголтај ја таа вода." Зинала устата и ја проголтала водата. Па пак петлето отишло на царските порти. "Царе, царе, дај ми ја паричката." Пак дошло пустинчето. "Видете што ќе ни направите со тоа проклетниче. Запалете еден убав оган и ставете го да изгори." Ја запалиле печката и го ставиле во неа. А тоа рекло: "Зини усто, пушти ја водата да ја изгасне печката." Ја испуштило водата и ја изгаснала печката. А тоа куцало и откуцало кон царските порти. "Царе, царе, дај ми ја паричката." "Нема што. Тоа петле нема да не остави на мира. Туку дајте му ја паричката, да ја скрши главата некаде." Земале една паричка и му ја дале. А тоа рекло: "Не е таа, јас си ја сакам мојата." Па куцало, откуцало до царската порта и завикало: "Царе, царе, дај ми ја паричката." Царот сосем се налутил и рекол: "Запустете го, ставете го таму во моите пари и да си ја најде паричката, па да крши глава некаде." Го ставиле во една одаја полна со пари, за да си ја бара неговата паричка. Тоа риело таму и рекло: "Зини усто, проголтај ги тие пари." Зинало и ги проголтало парите. Си отишло дома и кажало на мајка си: Мамо, стави ме во една вреќа, па заврази ја, па закачи ја на некоја греда на чардакот, па земи ја пиралката, па удри, јас и да пискам, ти не слушај, туку мавај, па ќе видиш со што ќе се наполни вреќата." Мајката му направила така и кога го симнала, вреќата била полна со жолтици. Комшиското дете гледало од колибата, па и тоа рекло на мајка си да го стави во вреќа, да го закачи на гредата и да ја земе пиралката, да го удира, а тоа да писка, а таа да го бие. Мајка му го ставила во вреќа, го закачила на греда и почнала да го бие. И кога ја разврзала вреќата, таа била полна жолтило, ама немало ни една жолтица. Од Пиринска Македонија. Мртвиот Костадин. Си била една баба
која имала 9 машки деца и едно девојче. Се случило да умреле 8 машки деца и од 9 останало само едно момче, Костадин, и девојчето Тодија. Станал братот и ја свршил сестра си надалеко 3 месеца и 3 дни за Црното море. Најпосле ја омажил. Штом ја омажил, и тој умрел. Сите негови браќа, кога умреле, ги закопале во куќата, а само Костадина го погребале на гробиштата. Најпосле останала бабата сама и по цел ден колнела. Да се не видиш, Костадине мој, од кумот и од кумата, што ми ја омажи Тодија 3 месеци и 3 дни за Црното море далеку. Најпосле му омрзнала и на Бога и Бог го оживеал Костадина и тој отишол да ја доведе сестра си, зашто мајка му колнела дење и ноќе постојано. Костадин, штом станал од гробот, сандакот му станал конј, а чаршавот коњска покривка, и отишол така кај сестра си далеку 3 месеци и 3 дни за Црното море. Кога отишол таму и рекол: ајде, сестро моја, да одиме кај нас. Таа штом го видела, го бакнала братски и му рекла: зошто, брате мој, мирисаш на земја и мувла? Од долгиот пат, и одговорил тој. Врвеле, и Тодија сестра му рекла: ајде да седнеме да ручаме. Седнале да јадат. Кога јаделе, дошла една птичка и почнала да пее. Джири вири, вири виу, живиот со мртвиот седат и јадат леп. Тодија рекла: Костадине, брате мој, каква е оваа пуста птица која вака пее? Тодије, сестро моја, птицата си има своја песна. Станале оттаму и оделе, најпосле седнале да се разгладат. Пак дошла птицата и почнала да пее. Цири вири, вири виу, живиот со мртвиот седнале да се разгладат. Пак станале и тргнале по патот. Кога оделе, Тодија рекла: Костадине, брате мој, ајде да седнеме да те попоштам. Седнале да се поштат. Наеднаш сестра му рекла: Костадине, брате мој, зошто ти мириса главата на земја и мувла? А тој рекол: Тодије, сестро моја, од долгиот пат. Потоа пак дошла птичката и запеала. Цири вири вири виу, живиот со мртвиот седнале да се поштат. Костадине, брате мој, каква е таа пуста птица што вака пее? Тодије, сестро моја, птицата си има своја песна, и рекол тој. Кога приближиле до куќата, Костадин и рекол на сестра си: Сестро моја, ти знаеш каде е нашата куќа. Оди дома, зашто јас ќе појдам до пазар, да земам малку риба. Костадин отишол и си влегол во гробот. Во тоа време, кучето и велело на бабата: Мамо, излези бидејќи Тодија иде. А таа му рекла: Бегај од тука, невиднигу, каде е Тодија? Далеко 3 месеци и 3 дни за Црното море. Петелот и мачката го направиле истото, како и кучето, а таа пак се туку колнела. Да се не видиш, Костадине мој, од кумот и од кумата што ми ја омажи Тодија далеко 3 месеци и 3 дни за Црното море. Во тоа време дошла Тодија и чукнала на портата. Бабата излегла на портата и зеле да се прегарнуваат и умреле и двете. Таа одвнатре, а Тодија однадвор. Албанска. Чумата и девојчето во едно село. Си било едно девојче и еднаш зело туѓа работа за да работи. Му дошло едно пиле и му рекло: Сакаш работи, сакаш не работи, умрен маш ке земеш. Кога удрила чумата во селото и сите умреле, само девојчето останало и тоа влегло во еден гроб. Таму имало едно момче и тие се зеле. Минало време и Господ им дал едно дете. После излегле од гробот. Мажот на невестата ноќе доаѓал, ноќе бегал. Сетила мајка ги фатила петлите и ги турила во една вреќа и нему му се чинело дека е ноќ
и излегол да бега и кога видел светлината, тој паднал на прагот и умрел. Потоа што да прават? Мајката тргнала да оди кај мајка му на сонцето. Отишла до некаде и нашла еден човек кој ја прашал: "Кај одиш?" "Одам кај мајка му на сонцето." Тој рекол: "Прашај и за мене, бидејќи не сум ни на небо ни на земја." Отишла понатаму и нашла една змија, која й рекла: "Прашај и за мене, дека не сум ни на небо ни на земја." После наишла еден камен. И каменот бил ни на небо ни на земја. "Бидејќи одиш таму, прашај и за мене." После отишла кај мајка му на сонцето и кога таа ја видела и рекла: "Скри се зад портата, за да не дојде сонцето да те изеде." Потоа дошло сонцето и штом дошло рекло: "Кој е тука?" "Туѓ човек ми мириса." Седнало да јаде леп, па викнало: "Мамо, мамо, што видов едно момче, умре на прагот од вратата. Их, мамо, да има 3 ронки леп и 3 капки вино и 3 влакна од мојава глава, да го окадат и да направат една риза ленена, да му ги турат ронките леп во устата и капките вино и со влакната од глава да го покадат и ке стане." Кога јадело леп сонцето, излегла пред него жената и тоа и рекло: "Земете лен и во еден ден да го испредете, и во еден ден да го искаете, и во еден ден да го сушиете, и во еден ден да го облечете, да му ги дадете 3 ронки леп и 3 капки вино и со 3 влакна од мојава глава да го окадите, па ќе стане. Еден камен ми порача да те прашам дека не е ни на земја, ни на небо." И сонцето й рекло: "Додека не натисне човек, не ќе се раатиса. Една змија ми рече да те прашам дека не е ни на земја, ни на небо." А тоа й рекло: "Додека не апне некого, не ќе се ослободи." Жената тргнала да си оди дома и дошла до каменот. И каменот ја прашал: "Праша ли за мене?" Таа му рекла: "Чекај да поминам од другата страна, па тогај ќе ти кажам." Откако поминала, додала: "Ти, додека не натиснеш човек, нема да се ослободиш." Хоти не ми кажа понапред, та да те натиснам тебе." После стигнала до змијата и таа ја прашала: "Праша ли за мене?" И таа й рекла: "Прашав, ама чекај да поминам на другата страна, па тогаш ќе ти кажам." Откако поминала, додала: "Додека не апнеш човек, нема да се ослободиш." Оти не ми кажа понапред, та да те апнев тебе." Жената оттаму си отишла дома, а сини уште бил на прагот. Таа зела лен во еден ден да го преде, во еден ден да го ткае и во еден ден да ја сушие кошулата и да му ја облече, и 3 ронки леп и 3 капки вино му ги истурила во устата и со влакната го окадила. И тогаш тој станал, оживеал. Албанска. Поповата ќерка и арамиите. Си биле еден поп и една попадија, и си имале една ќерка. Попот и попадијата отишле на гости, а момата отишла да вика другарки за спиење. Ја затвориле вратата да готват вечера, а ајдуци им се скриле во оџакот. Момите почнале да прават питулици, па кога погледнале во оџакот, виделе ајдук. Ајдукот завртел со главата и рекол на поповата ќерка: "Да не кажуваш, оти змија ке те изеде." Потоа момите вечерало и дошло време да спијат, а поповата ќерка не заспала. Ајдуците станале да соберат се од куќата и испратиле еден ајдук да дотера коњи. Арно ама, тој отишол и таму останал. Ајдуците пратиле друг, но и тој отишол и останал. Потоа дошле и ги дотерале коњите, па викнале на портата: "Минка, Минка, отвори ја вратата." А таа рекла: "Подај си ја главата да те видам кој си." Еден од ајдуците ја подал главата, а таа со секирата му ја пресекла главата. Потоа викнал и вториот: "Минка, Минка, отвори ја вратата." Таа му рекла: "Подај си ја главата да те видам кој си."
И тој си ја подал главата, а таа му ја пресекла со секирата. Третиот рекол: Минка, Минка, отвори ми ја вратата. Таа му рекла: Подај си ја главата да те видам кој си. И тогаш на другите им исекла кому нога, кому рака и тие си побегнале. После дошле попоти попадијата и таа им раскажала се што станало со ајдуците. Кога поминале 2-3 дена, ајдуците дошле нагости кај попот и тие ги нагостиле. Штом ги видела момата, се скрила зад винските бочви. Попадијата отишла да точи вино. Чунки немала со кого да оди, еднен од ајдуците и рекол: Ајде, јас ке дојдам да ти ја подржам свеќата. Отишле. Ајдукот ја видал момата, но си молчал. А кога отишол крај другите, им кажал: И тие, откако јаделе, дошло време да спијат. Ајдуците рекле: Нам постелете ни надвор во дворот да спиеме. Легнале да спијат. Потоа, ноќта, станале и ја зеле момата, па си ја однеле дома. Станале татко и мајка и да ја бараат, арно, ама момата ја немало. Кога ја однесле дома, браќата се прашале што да ја прават. Малиот брат рекол: Ајде да ја испечеме. Одешле да берат дрва за да ја испечат, а таа го зела детето да одат по вода и му рекла: Варди ја стомната да ти наберам цвеќе. Момата побегнала, а детето си отишло дома со плачење. Мајка му го прашала: Оти плачеш? Оти избега момата. Потоа си дошле синовите ајдуци и се лутеле на мајка си зошто ја пуштила момата. Заминале да ја бараат, па попат сретнале еден старец и го прашале: Дедо, дедо, не видели една мома со црвено џубе и со жолти цип до појас? Старецот им рекол: Видов, ама таа помина на онаа страна. А момата отишла кај еден друг старец и му рекла: Дедо, дедо, скриј ме во тие купови сено, ке ти дадам една низа жолтици и еден џердан маргарит. Старецот ја скрил. Ајдуците дошли и кај него, па го прашале: Дедо, дедо, да не види една мома со црвено џубе и со жолтици и маргарит до појас? Видов, ама таа помина натаму по друг пат. А момата оттаму избегала и нашла еден друг старец, па му рекла: Дедо, дедо, скриј ме, ке ти дадам една низа жолтици и еден венец маргарит. И старецот ја скрил. Потоа дошле ајдуците и го прашале старецот: Дедо, дедо, не видели една мома со црвено џубе и со жолтици до појас? Тој им рекол: натаму помина. А поповата ќерка потоа си отишла дома. Албанска. Еден старец и една баба. Си биле еден старец и една баба, кои немале ни машко ни женско. И побарале од Господа. И Господ им дал една коза. Еден ден бабата перела. Кога перела бабата, козата и ги побарала облеките да ги пере. Па и рекла: Стави ми ги облеките на роговите. Откако ги симнала облеките од роговите, отишла да ги пере на реката. Ги клала облеките на земи и си ја соблекла кожата. Кога си ја извадила кожата, светнала како сонце да удрило. Ги испрала облеките, ги зела и си отишла дома. Но кога перела на реката, дошол и царскиот син. Тој кога видел дека блеснало сонце на реката, се вратил, тргнал и отишол кај бабата и рекол: Јас дојдов да ми ја дадеш внука ти за невеста. Таа му рекла: Јас немам девојче, туку имам коза. А тој рекол: Јас сум задоволен, иако е коза. Бабата му ја дала. Царскиот син, кога ја зел за невеста, ја клал во својата соба. Кога ја клал во собата, таа си ја соблекла кожата. Потоа, кога таа си ја извадила кожата, дошло едно дете и извикало: Многу свети во собата! Царскиот син, бидејќи знаел, му рекол да молчи. Го повикале да отидат на една свадба. Царскиот син со невестата. Кога тргнале, невестата си ја извадила кожата. Кога ја извадила, светнала како сонце. Отишле на свадба, седеле што седеле и почнале да играат оро. Кога почнале да играат оро, невестата почнала да вика: Олеле нозете, олеле главата!
Зашто свекрва и дома ја изгорела кожата. Изгорела кожата и невестата умрела. Потоа, царскиот син се вратил дома и бидејќи знаел оти свекрвата ја изгорела кожата, ја сватил свекрвата и ја отепал. Албанска. Господ, момчето и Свети Михаил. Си било едно момче, младо и многу убаво, кое си имало еден конј, убав и многу јунак и му бил многу на чеифот. Арно ама, на момчето му дошла умирачката. И Господ го испратил Свети Михаил за да му ја земе душата на момчето. Арно ама, кога дошол Свети Михаил кај момчето, по Божјата порачка, и кога видел дека момчето е младо и убаво и прилично, му било жал да му ја земе душата. Тогаш се замислил што да му стори. Требало да се исполни Господовиот збор. Му ја зел душата на конјот негов, на кого што му ја имал голем мерак. И умрел конјот наместо момчето како жртва. Свети Михаил се вратил кај Господа и му раскажал што сторил. Тогаш Господ му рекол: не си сторил арно, зашто требаше да умре момчето, а не конјот. А момчето од жал за конјот дека му умрел, вез ден овкало и велело: Оф, поарно беше јас да умрев отколку што ми умре конјот, зашто таков конј не ќе најдам друг. Тогаш Господ, кога му го видел умот на момчето, му рекол на Свети Михаил: виде дека момчето не е благодарно од добрината што му ја стори, тогаш оди пак да му ја земеш душата. И пошол Свети Михаил пак кај момчето. Му се представил како човек и се запознал со момчето, па се побратимиле. Потоа Свети Михаил рекол: ајде побратиме, да одиме на лов заедно. Момчето било голем ловец, па порано често одело на лов со конјот. И заминале на лов двајцата в планина. Момчето одело по патот и само велело: ах, поарно јас да си умрев, отколку што ми умре конјот. Еве сега не можам да одам напред пешки. Свети Михаил рекол: ајде, полека ќе врвиме. И стигнале до една рамнина кај една чешма. Тука јаделе леп, пиеле студена вода и си легнале на ледината да поспијат. И кога заспало момчето, станал Свети Михаил и му ја зел душата на момчето, па си отишол по патот заедно со неа. И патем душата на момчето му рекла: ох, што сум лесен, море побратиме, многу полесно одам сега, отколку пред да спиеме. Кога стигнало до едно место, душата на момчето погледнала во појасот и видела дека и го нема оружјето, па веднаш му рекла на Свети Михаил: побратиме, јас сум си го заборавил оружјето на чешмата, кај што спиевме. Почекај ме тука, за да се вратам да си го земам. И душата се вратила назад, отишла кај чешмата. Кога стигнала таму, видела едно момче со оружје на појасот како спие. Се уплашила душата, та веднаш се вратила назад кај Свети Михаил и му раскажала: побратиме, едно друго момче ми го зело оружјето мое и си го клало на појасот свој, да си спие при чешмата. Мене ми е страв да одам таму, сам. Ајде да одиме двајцата да му го земеме. Тогаш Свети Михаил рекол: побратиме, тој човек таму не е друг, ами ти самиот. Телото твое таму. Ами, нели јас сум со тебе, рекла душата на момчето. Ти си само душата, а телото твое таму. Значи, како што велиш ти, јас сум мртов, рекла душата на момчето. Тогаш Свети Михаил и објаснил на душата: навистина ти велам, ти си мртов, а јас сум Свети Михаил. Пред извесно време ме прати Господ да ти ја земам душата. Арно, ама мене ми беше жал, кога те видов такво момче убаво и лично, та затоа ја зедов душата на твојот конј, а тебе те оставив. Меѓутоа, ти не беше благодарен и многу пати велеше: оф, поарно беше јас да умрев отколку што ми умре конјот, зашто таков конј не ќе најдам друг.
Заради тоа Господ пак ме прати да ти ја земам душата, дека повеќе си го сакал конјот отколку себе си. Потоа заминале горе на небото. Ароманска плашка. Детето и мечката. Еднаш наесен, еден каракачанин си запалил добар оган во својата колиба во планината, кај што му биле овците за да се стопли. Оти му студало. Од едната страна стоел тој до огнот, од другата жена му, а меѓу нив седало нивното мало дете од 2-3 години. Како што се грееле сите тројца, ете ти ја една мечка како доаѓала кај нив. Едно што ја виделе, мажот и жената веднаш скокнале од земјата и удриле да бегаат. Од страв ги оставиле и детето, и колибата, и побегнале. Мечката влекла во колибата. Се доближила до огнот да се згрее и таа. Кога ја видело детето, си помислило дека е некој пријател, да не се уплашило. Откако седнале мечката до огнот, детето зело една гламна од нагореното дрво и посакало да ја задре мечката со гламнината, велејќи: "Джиш бубо, джиш бубо!" Мечката ич не ни гледала во детето. Арно ама, кога историло така 2 пати, 3 пати, на 4-тиот пати ја доближило гламната до опашката, па пламнала мечката одеднаш, од опашката, дури до главата. Кога се видела мечката запалена, не и се здало да го задава детето, ами се спуштила да бега кон водата да се угаси. Арно ама, додека да отиде до реката, кутрата мечка изгорела и се сторила како гламна. Кога одела кон реката, планината треперела од неизините викотници. Кога се вратиле мажот и жената во колибата, си го нашле детето како што сакал Господ. Со себа под детето си избавиле многу каракачани, да не им ги јаде таа мечка, овците и кобилите. Ароманска влашка. Волшебните кутии. Еден човек имал 3 синови. 2 биле поитри, а едниот бил улав, будала. Поитрите браќа го мразеле глупавиот и постојано го бркале од дома. Татко им секоја година носел по 3 пласта сено, но неколку години поред нешто доаѓало и им го јадало сеното. Го испратил таткото синовите да го фатат тоа што им го јаде сеното. Оделе кај сеното неколку ноќи, но не фатиле ништо, зашто кон полноќ нешто ќе зататнело и тие бегале. Дошол редот и на глупавиот брат да оди и да го чува сеното. Отишол тој кај сеното и се скрил на едно место. Кон полноќ почнало нешто да боботи, а тој, бидејќи улов, не разбирал од страв, не избегал. Ете ти. Дошол еден конј кај сеното. Гривата и опашката му биле се од злато. Конјот бил толку убав, што да не може човек да му се нагледа. Глупавиот брат полека го фатил за гривата. "Стој!" му рекол тој. "Толку години ни го јадеш сеното, ама јас сега те фатив." Конјот се свртел на кај човекот и му рекол: "Досега никој не можеше да ме фати, но сега нема што да правам. Земи, искуби ми од гривата едно влакно и тури го во една кутија. Та чувај го убаво. Кога ќе имаш некаква потреба, загреј ја кутијата и што сакаш ќе стане, а мене пушти ме да си одам. Јас сум сонцето. Ништо никому да не кажуваш за ова што се случи." Друга ноќ, пак останал да го чува сеното и пак се случило како порано. Дошол друг конј и почнал да го јаде сеното. Тој и него го фатил, а конјот му рекол да му скубне едно влакно од гривата и да го чува убаво во кутија. Тој конј бил месечината. Третата ноќ пак така станало. Дошол друг конј и тој му рекол како претходните и од него да искубе влакно. Тој конј била звездата Деница. И така тој будалетинка ги фатил тие што им го јаделе сеното и не кажувал никому. Царот, што владеел во таа земја, имал 3 девојки. Сите биле за мажачка. Царот еднаш рекол: "Ќе дадам една девојка на тој што може да го преплива морето." Царските палати биле во сред морето.
Потрчале тогаш и стари и млади ергени, кој да ја земе царската черка. Пошле и двајцата и три браќа, а улавиот го гонеле да не ги срами. Дошле до морето, но понатаму не можеле и се вратиле. Чул улавиот брат и се сетил за конските влакна. Тој дознал да ја загреал едната кутија. Веднаш пред него се испречил еден конј со златно сребро и узенги, па и уздата му била златна. Целиот конј блескал од убавина, а и за човекот се создала чудна облека. Тогаш тој будалетинка се облекол убаво, па се качил на конјот и полетал преку полето. Па се зачудило и старо и младо какво е тоа јуначеште по нивната земја. Отишол тој до морето и го препливал со конјот. Таму царот го пречекал многу убаво, го нахранил и го напоил со се што имал, па му ја дал најстарата своја ќерка заедно со еден товар злато. Потоа го испратил со радост и веселба. Тој се вратил дома, ја оставил девојката на браќа си, па зел и ја загреал другата кутија и веднаш му се создал друг конј со поинаква облека. Се облекол буталетинката во неа и отишол кај царот, па му ја зел и средната ќерка и уште еден товар пари. Потоа за ја загреал третата кутија, му рекол и трет конј со многу поубава облека од претходните. Отишол тој и по трет пат кај царот, но бидејќи облеката му била поинаква, царот не го познал. Најпосле му ја дал и својата најмала ќерка и уште еден товар злато. И така улавиот брат ги земал трите царски девојки, па тројцата браќа се ожениле заедно. Бугарска. Човекот што станал штрк. Кога си оделе штрковите, еден човек тргнал со нив за да види каде ќе одат. Оделе и тој со нив. Стигнале до една вода. Штрковите се потопиле во водата и станале луѓе. И тој со нив одел и натаму. Потоа стигнале до една друга вода, повторно се натопиле, се натопил и тој со нив. Тие пак станале штркови и тој станал штрк. Тргнал пак со нив заедно, каде што ќе зимуваат тие и тој таму да зимува. Жената и децата на тој човек го барале, но не можеле да го најдат. Кога се стоплило, штрковите тргнале да се враќаат. Се вратил и тој со нив, штрк, си направил гнездо на нивната плевна. Една жена му, кога перела, си ги симнала џерданите од вратот за да ги измие во сапуницата. Ги оставила во коритото и отишла да спружа алишта. Штркот ги земал џерданите, ги однел во своето гнездо и ги скрил. Подоцна, кога повторно си заминувале штрковите, и тој си заминал со нив. Кога стигнале до првата вода, штрковите пак се натопиле, станале луѓе. Човекот, што станал штрк, кога повторно станал човек, ги оставил штрковите за да си заминат и тој се вратил дома. Жена му го падела, не го сакала, ниту го познавала. Тој раскажал како станал штрк, како одел со штрковите, а таа не му верувала. Како можело човек да стане штрк? Најпосле, за да ја увери жена си, човекот се качил на гнездото, ги зел џерданите и кога ги покажал, ја прашал жена си. Нели, кога переше ги остави во коритото? Јас ги зедов и ги скрив во гнездото. Тогаш таа поверувала, пак го прибрала за маж, а децата повторно го имале за татко. Бугарска. Старецот и тројцата. Покрај еден дол си седел еден немочен старец. Си седел и си дремел. Крај него минал некој селски чорбаџија. Дедото се расонил и му викнал. Абре, синко, да ми кажеш, има ли во долов вода или нема? Чорбаџијата ја свртел главата и налутено рекол. Од каде да знам има ли вода или нема? Слези па види самиот. Старецот тогаш рекол. Чуш! И чорбаџијата веднаш се претворил во магаре. Старецот земал еден стап и го потерал во долот. И потоа пак почнал да си дреме. По малку време поминал селскиот поп. Старецот и него го прашал. Абре, синко, во долов има ли вода или нема? Попот се свртел и како чорбаџијата налутено му одговорил. Та знам ли има ли нема ли вода? Слези па види самиот.
Дедото и по него извикал: "Чуш!" И попот се сторил магаре. И него старецот го отерал во долот. По малку време поминал еден сиромав. Старецот и него го прашал: "А бре, синко, во долов има ли вода или нема?" Сиромавиот рекол: "Не знам, дедо, ама јас сега ќе слезам да видам. Дај ја чинијата, та ако има изворче да ти ја наполнам." По малку време сиромавиот донел вода. Стариот пивнал и прашал: "Каде си тргнал, синко?" "Во шумата, дедо. Тргнав да си насечам дрва." "Ама каде ти е магарето?" прашал старецот. "Немам магаре, дедо. Многу сум сиромав." Дедото тогаш рекол: "Јас имам 2 магарења во долот. Земи ги и оди си со нив." Сиромавиот се зарадувал и рекол: "Ти благодарам, дедо, ама после како да ти ги вратам?" Старецот рекол: "Лесна е таа работа, синко. Одри ги поеднаш со стап и тие си го знаат патот, сами ќе си дојдат." И сиромавиот го послушал старецот и слегол во дворот. Ги подбрал магарињата и ги отерал во шумата. Таму си насекол дрва. Убаво ги натоварил и ги потерал. Ама насред пат си рекол: "Сега ми се паднало. Чекај и да се качам барем на едното, па да ме однесе до дома." И тој се качил на едното магаре, и тоа на магарето што се сторило од чорбаджијата. Кога влегле во селото, минале покрај чешмата селска. Таму била попадијата, која си полнела вода. Престореното магаре од попот се упатило код неа за да му помогне. Но попадијата, кога видела дека магарето се мушка во неа, се уплашила да не ја клоцне. Ја земала кофата и го треснала по главата. Сиромавиот си ги дотерал магарињата, ги растоварил и им удрил по еден стап за да се вратат кај старецот. Ама тие на часот се престориле во луѓе. Чорбаджијата почнал да се расправа со сиромавиот. "Не ти беше ли доста, бре, што ме натовари толку, туку и ме јавна?" Но попот рекол: "Бегај, чорбаджи, да бегаме додека не дознело селово. Ти пак малку се отргна, ама да ми ја видиш скршенава глава. Ама нека ни биде тоа за полка, па друг пат, кога ќе видиме стар човек, не само да го почитуваме, ами и рака да му бакнеме." Бугарска. Подарокот на змијата. Си бил еден сиромав овчар. Кога ги пасел овците во една шума, се случил пожар. Во шумата една змија пискала, велејчи: "Извади ме, овчаре, голем подарок ќе ти дадам." Овчарот рекол: "Не смеам, ќе ме укасаш. Ти подај го стапот, за него ќе се фатам." Го подал овчарот стапот, змијата се фатила и тој ја извадил од огнот. Змијата отешла во своето легло и украла бесценет камен што го имале таму змиите. Го донела и му го дала на овчарот. "Овчаре, еве ти го подарокот. Тој е скапоцен, еден бесценет камен. Што да посакаш, нему да му се помолиш, ќе ти даде Господ." Тој се оженил и му се помолил на бесценетиот камен да му се направи една палата до морето. И му се направила палата и тој таму живеел. Невестата се измамила со некој друг маж, го земала бесценетиот камен и му се помолила да премине преку Дунав со другиот маж. Кога се разбудил овчарот, сам си спие во полето, нема палата. Си направил една колиба и си живеел таму. Си купил едно кученце и едно маченце, за да има со кого да зборува. Еднаш мачето му рекло: "Би го зела бесценетиот камен од твојата жена, но не можам да минам преку вода." Кученцето рекло: "Јас можам да минам преку водата, но не можам да го земам камчето. Ако можеш ти да го земеш камчето, јас ќе те препливам, ќе се качиш на мене, јас ќе те пренесам." Се качило мачето на кучето, препливале. Таму жената го чувала бесценетиот камен под јазикот. Се помачило мачето како да го земе тој бесценет камен. Ја натопило опашката со катран, оцет и сол. Кога заспала жената, мачето ја повлекло опашката низ нејзината ушта. Таа се разбудила, почнала да плука и го исплукала бесценетиот камен. Мачето го грабнало и побегнало. Отишло кај кучето, се качило врз него да препливаат назад, за да се вратат. Кога дошле до средина на водата, кутрето рекло: "Дај да видам какво е тоа камче." А мачето рекло: "Немој тука во водата, да не го испуштиме. Кога ќе излеземе од водата, ќе ти го дадам." Кутрето рекло:
Или дај ми го, или ќе те фрлам во водата, нема да те пренесам. И мачето му го дала безценетото камче. Кутрето го погледнало камчето и кога го подавало на мачето го испуштило во водата. Тогаш поминале преку водата и си дошле кај својот господар. Раскажале: камчето го земавме, ама го испуштивме во водата. Човекот се зарадувал. Добро е што сте го зеле, бидејќи не е кај нив. Еден ден, еден рибар уловил риба. Овчарот му ја побарал, бидејќи му се допаднала. Продај ми ја! И тој му ја продал. Кога овчарот ја расекол рибата, го нашол безценетото камче. Му се помолил на камчето да му се врати палатата. Се вратила палатата, а оние двајца си останале на полето. Овчарот пак се оженил и си го чувал мачето и кученцето многу долго, бидејќи им бил благодарен. Бугарска. Малата млекарка. Ангелија среќно се живеела на својот имот кој бил многу убав. Еден ден мајка и рекла: ако ја измолзеш кравата, млекото можеш да го однесеш на пазар и да го продадеш, а со парите купи си што сакаш. Речено сторено. Ангелија наполнила едно котле со млеко и се поздравила со мајка си. Отишла задоволна, а патем размислувала колку пари ќе добие за млекото. Некаде на пол пат застанала да размисли како ќе ги употреби парите што ќе ги добие. Извикала: знам на што ќе ги потрошам. В часот почнала да ја раскажува на една птичка за своите планови. Мила птички, имам прекрасна идеја. Ќе купам кокошка, а таа ќе ми даде јајца од кои ќе излезат пилиња. Подоцна, на патот, сретнала еден овчар и му рекла: одам на пазар да го продадам млеково. Со парите што ќе ги добијам, ќе купам кокошка. Од кокошката ќе добијам пилиња, ќе ги продавам за теле, телето ќе стане убав бик, кога ќе го продадам ќе си купам убава кучичка. И на момчето, кое што ја префрлило со кајче преку реката, му ги раскажала своите планови, а тоа се восхитувало колку е умно девојчето. На другата страна од реката сретнала едно магаре и му рекла: ќе го продадам млекото и со парите, и одново раскажала се што мислела да направи со парите. Колку си умна, ти знаеш што е добра сделка. А таа задоволна подскокнала, но при тоа се лизнела, а котлето паднало и се скршило. И збогом кокошко, збогом пилења, збогом теле, збогом бику, збогом кучичке, збогом на сите големи планови и соништа. Но Ангелина извлекла поука: да не смета на нешто што го нема, туку да верува само во она што веќе го има. Грчка. Вампирот и неговата жена. Умрел некој ром и откако го погребале, тој се повампирил и се вратил во својата куќа. Се појавил кај неговата жена и рекол: не кажувај му никому, јас ќе доаѓам и ќе ти носам се што ти треба, исто како кога бев жив. Така тој и доаѓал редовно секоја ноќ и носел по една вреќа брашно и по една овча пастрама. Бидејќи не го изеле волците за 40 дена, тој си спијал во својата куќа, но од луѓето морал да се крие. Ноќе спијал со жена си, а преку ден се криел. Никаде го немал. По некое време, жена му забременила и родила вампироглија. Кога детето наполнило 8 години, жена му веќе не можела да го трпи вампирот и се пожалила на своите браќа. Браќа ѝ дошле во нејзината куќа и почнале да го вардат. Вампирот дошол, но тие не можеле да го забележат. Тогаш браќата го повикале детето и му рекле дека во куќата има вампири, не кажувајќи му дека татко му е вампир. Вампирологијата можел да гледа и да забележува вампири и станал посилен од вампирите. Кога детето го забележало вампирот, зело пиштол и го убило. Потоа, телото на вампирот станало пача. Од тогаш вампирот не доаѓал во таа куќа. Ромска. Ромчето и змијата. Си било некое сиромашно ромче без татко, кое со својата мајка работело по цел ден кај некој турчин за парче леп. Еднаш надошла голема река и ромчето отишло на реката да фаќа риби. Кај реката нашло едно змијче.
Ромчето го зело змејчето, го донесло дома и го ставило во еден стаклен сад. Потоа, 3 години земало од турчинот по малку млеко и така змејчето го ранело со млекото. По извесно време, змејчето станала змија која од Ромчето го научила и неговиот јазик. Кога наполнила 3 години, змијата му рекла на Ромчето: "Мојот татко е цар на сите змии. Ајде да одиме кај него, да ти плати што ме чуваше и ме ранеше." Ромчето тргнало со змијата. Така, долго патувале, додека не дошле до една голема камена плоча. Змијата застанала и рекла: "Тука е сарајот во кој живее татко ми. Почекај ме овде, а јас ќе одам да му се јавам на татко ми, па потоа пак ќе дојдам по тебе. Татко ми ќе те прашува што сакаш да ти подари, зашто си ме чувал, но ти немој ништо друго да бараш, само да го побараш од него драгоцениот камен што тој го има под јазикот." Потоа змијата отишла кај својот татко. Кога ја видел таткој, многу се израдувал и почнал да ја подпрашува каде била толку долго време. Змијата се му раскажала на татка си, каде била и како нејзиниот пријател ја чувал и ја хранел. Потоа, таткој ја запрашал каде е пријателот. И кога змијата му рекла дека нејзиниот пријател е Ромчето, змискиот цар го извадил драгоцениот камен и му го дал на Ромчето. Ромчето го зело тој драгоцен камен, се го ставило во джепчето и излегло од сарајот, а змијата го испратила до камената плоча и му рекла: "Тој камен што си го добило татко ми е таков што се што ќе посакаш ќе добиеш." Кај плочата Ромчето се простило од змијата и си заминало. По подолго време изгладнело, му се приело. Кога посакало да јаде што било, веднаш пред него се создала една софра со јадење од разни видови. Се најало добро и уште многу останало од јадењето. Понатаму продолжило да оди и така си дошло дома. Кога дошло дома и рекол на мајка си: "Мајко, измии си ги рацете и седни да ручаме." Мајка му рекла: "Синко, нема што да јадеме." Ромчето и рекло на мајка си: "Мајко, ти не секирај се за ништо." И момчето посакало ручек за него и за мајка му. Пред нив в часот се појавила софра со разни јадења и пиења. Јале што јале и уште останало. По неколку дни Ромчето и рекло на мајка си: "Оди да ми ја побараш ќерката на пашата, за да ми биде жена." Мајка му почнала да се секира како ќе го стори тоа и кога момчето навалило да оди, таа немала што да прави, а немала смелост да се појави пред пашата. И затоа се задржала цел ден пред портата на пашата, а вечерта се вратила дома и му рекла на сина си дека пашата й рекол да дојде другиот ден. Утредента таа повторно отишла и застанала пред портата на пашата. Пашата ја забележал и ги прашал своите слуги: "Која е таа жена што од вчера стои пред мојата порта? Одете и викнете ја да дојде тука, може би има некоја мака." Слугите излегле пред портата и ја викнале Ромката. Кога пашата ја прашал зошто е дојдена, таа му рекла дека е дојдена за да ја побара ќерка му за својот син. Пашата ја прашал Ромката: "Дали твојот син е прилика за мојата ќерка?" "Да не е прилика, јас не би дошла тука," рекла Ромката. Кога е прилика," рекол пашата, "јас ќе ја дадам, но пред тоа да го прашаш син ти дали може да ги изврши наредбите што ќе му ги кажам." Потоа, Ромката се вратила дома и му кажала што и рекол пашата. "Штом ќе нареди пашата и се што ќе посака, ти да прифатиш," и рекло момчето на својата мајка. Ромката му кажала на пашата што и рекол сини, а пашата наредил нејзиниот син да поготви јадења за сета негова војска и за сиот народ, и ако тоа го исполни, ќе му ја даде ќерката. Ромката му го кажала тоа на својот син, а сини само што посакал, пред него една цела ливада да се наполнила со разновидни и богати јадења, што биле доволни за целата војска и за сиот народ, па дури и останало од јадењето. Потоа, пашата наредил Ромчето да направи облека за неговата војска. Ромчето само што посакало и му се створило пред него.
Најпосле, пашата побарал ромчето да направи мост од злато, па така преку мостот да помине пашата со својата војска. Ромчето и тоа го посакало, па му се исполнило. Кога видел пашата дека и тоа му е исполнето, го викнал ромчето во сарајот и му рекол: еве ти ја керка ми, еве ти го мојот сарај, па ти беди сега паша место мене. Потоа направиле свадба која трајала 40 дена и 40 ноќи. Ромска. Златната змија. Некој човек имал 2 деца, керка и син. Керкичката била постара, а синчето помало. Кога му умрела жената, тој се преженил. Неговата втора жена ги мразела децата. Еден ден му рекла на мажа си: ако не ги убиеш 2 деца, ќе си одам. Тој ја зел секирата, ги повел своите деца во шумата, со намера кога тие ќе донесат дрва да ги погуби. Керкичката се разбирала од магија и собрала полни вречи со ситни камчиња и секаде ги истурела додека оделе низ шумата. Таткото ги оставил на една лединка и им рекол: седете вие тука додека јас насечам дрва. Потоа тој си побегнал дома. Сестра му рекла на братчето: ајде да си се вратиме дома, тате нас не остави. Се вратиле по трагата од каменчињата и ја погодиле својата куќа. Кога стигнале дома, макејата му се развикала на мажот: како погодиле да се вратат? Тој ништо не одговорил. Потоа ги фрлиле камчињата, па втората вечер внимавале на децата. Керката грабнала брашно и го клала по џебовите. Кога другиот ден отишле во шумата, таа го фрлала брашното зад себе од џеповите. Арно ама, тоа било попусто, зашто птиците го јаделе брашното, а татко им ги оставил на исто место. Кога паднал првиот мрак, сестричката го гушнала брата си и го молела заедно да се вратат дома. Братот не сакал ни да чуе. Останал тука некое време, а потоа тргнал сам низ шумата. Сестричката се вратила дома тоцна во ноќта. Кога стигнала дома, мачејата и таткото се веселеле што ги погубиле. Си имале направено убава вечера и сладко јаделе. Кога маличката го видела тоа од прозорецот, ги пружила рацете и рекла: дајте ми и мене малку од питата. Мачејата и се развикала: кај е брат ти? Таа рекла дека останал во шумата. Девојчето и натаму останало во татковиот дом. Брат до зори талкал низ шумата. Се спуштил на тоа место и нашол една баба како чува јарења. Кога бабата го видела детето, му рекла: сакаш ли да ми бидеш син? Од каде те донесоа самовилите? Тој се и раскажал на широко и таа го примила, па му рекла: синко мој, не барам од тебе ништо, само да ми ги чуваш јарењата. Тој ја послушал бабата. Бабата му купила златна свирка и тој постојано ги чувал јарењата и си свирал на свирката. Така, момчето наполнило 17 години кајна. Еден ден бабата му рекла: синко, дај денеска јас да те заменам, јас да одам со јарењата, а ти остани во пештерава. Тој се согласил со тоа. Кога бабата отишла да ги чува јарењата, згазнала на самовилското оро и самовилите веднаш ги извадиле очите на бабата. Бабата го јавнала јарецот и дошла веднаш во пештерата, насекаде лелекајчи. Синот ја сретнал и ја прашал: што ти е, бабо? Таа му одговорила: синко мој, самовилите ми ги извадија очите, јас не се грижам за мене, туку се плашам за тебе. Не се плаши ти, бабо, за мене ништо, ја одговорил тој. Кога ги пуштил јарците, и тој згазнал на самовилското оро. Самовилите му рекле: ти свири, а ние ќе играме. Кој прв ќе се умори, нему ќе му ги извадиме очите. Свирел тој така долго, свирел и не престанувал, а самовилите се измориле играјчи. Тој не сакал да ми ги извади очите, само им барал да му ја вратат окото на бабата. Тие му дале 3 води за да ги натопи 3 пати наутро бабичката очите, па се разотишле. Дошол тој кај бабата. Првото утро, кога ги измил очите, ја прашал: гледаш ли, бабо? Таа му одговорила:
Гледам помалку. Другото утро пак ја прашал. Гледаш ли нешто, бабо? Таа му одговорила. Гледам подобро отколку што гледав. Третото утро пак ја запрашал. Гледаш ли нешто, бабо? Таа му одговорила. Сега гледам поубаво, отколку девојка од 15 години. Тој рекол. Бабо, јас ги зедов твоите очи од самовилите, а ти мене да ми дадеш една златна змија да одам да ја барам сестра ми? Таа му одговорила. Ке ти го дадам конјот, синко, 2 сандаци злато и една златна змија. Тој се заблагодарил на бабата и тргнал да ја бара својата сестра. Така, тој одел да ја бара својата сестра. Ја нашол на истата лединка како ги чува татковите говеда. Таа постојано лелекала и барала нешто по грамушките. Кога тој рекол добар ден, таа не смеала да му одговори од мачијата. Тој веднаш ја познал сестра си и ја прашал. Што бараш? Таа му одговорила. Овде брат ми се изгуби, па барам за да најдам нешто од него, за да ми мине желбата по него. Тој извикал. Ајде веднаш да ми ја погледнеш главата. Тој имал белек на главата, а таа му рекла. Јас не смеам од мачијата. Ако дознае, ќе ме заколе. Ај ти не се плаши кога ти велам, и рекол тој. Таа почнала да му ја прегледува главата. Кога го видела белекот, залекала. Тој ја прашал. Што ти е? Што лелекаш? Таа му рекла. Ваков белек имаше брат ми. Кога тој се кажал, таа од радост се расплакала. Тој и рекол. Оди отарај ги кравите и речи и на макејата. Доаѓа брат ми. Кога таа стигнала весела дома и рекла на макејата. Доаѓа брат ми. Макејата се развикала. Нека оди таму каде што си бил досега. Брат ми носи пари, рекла момичката. Кога чула мачејата, излегала да го сретне и му рекла. Синко мој, каде беше досега? И татко си исто така го сретнал. Тој му рекол на татко си. Татко, земи го тој мал сандак што е во товарот на конјот. Тоа злато е за тебе. Ова другово е за мене и за сестра ми. Кога таткото го зел сандакот од товарот, веднаш го отворил. Змијата го каснала сред чело, па тој веднаш паднал мртов, а бездушната мачја ја изгонил од дома. А братот останал убаво да си живее со сестра си. Српска. 3 прстени. Некој крал ја побарал за сина си кај друг крал, ќерка му и му пратил писмо, барајки ја девојката. Кога кралот го добил писмото и видел што му пишува, тој му рекол на пратеникот. Јас, пријателе, не можам ништо да ти одговарам додека не ја прашам девојката. Потоа отишол кај својата ќерка и кажал како тој и тој крал ја бара за својот син и му пратил прстен за подарок. Туку, што да му одговарам? Ја прашал. Таа му рекла на татка си. Одговори му, ако не ми донесе 3 прстена, еден од звездите, друг од месечината и третот сонцето, јас не го сакам. Кралот му го рекол тоа на пратеникот и додал. Поздрави го својот крал и заблагодари му од мене на барањето и замоли го да не му е жал за одговорот на мојата ќерка, зашто не им можам ништо. Пратеникот се вратил и му кажал на својот крал што е и како е, а кралот се разлутил и почнал да мисли како да ги набави тие 3 прстени, па најпосле расширил глас по целиот свет. На оној што ќе му ги набави овие 3 прстени, дека ќе му даде половина од своето кралство или неброено богатство. Но, попусто. Најпосле кралскиот син паднал во голема жалост и сакал од мака да се убие. Кога талкајчи завлегол во некаква планина и наешол на некоја баба која седела кај патот. Тој и рекол, поможи Боже, на што таа му одговорила. Да даде Господ да бидеш несреќен, па среќен и пресреќен, синко. Кралскиот син кога ја слушнал се зачудил и ја прашал што треба да значи тоа, а таа му одговорила. Ти беше пропаднат, ама најде на лекар, кој ако даде Господ ќе те избави од таа мака. Тогаш тој почнал да ја кажува што му е, а таа не му дала да зборува понатаму, туку викнала.
Доста, јас знам што ти е. Туку земи ја оваа трева што ми е во пазувиве, па стави ја во твоите пазуви. Расчешлај ми ги косиве и пушти ми ги половина напред, а половина низ плеки, па остани до вечерва овде кај мене. Тој ја послушал. Ја зел тревата од пазувите и ја ставил во своите пазуви, па и ја расплел косата, која паднала надолу сета црна како јаглен, само понекаде по некој обелено влакно. А кога дошла вечерта, бабата му рекла на кралскиот син: кога ќе здогледаш прва звезда, извади ја тревата од пазувите и речи: дај ми Господи прстен. Тој така и сторил и само што таа му рекла, една звезда заиграла и пред него паднал прстен, а во него истата таа звезда. Потоа бабата му рекла да внимава кога ќе излезе месечината од зад шумата, па истото да го стори. И тој сторил така, а прстенот му паднал и во него месечината. А изутрината, пред изгреј сонце, бабата му рекла: внимавај добро, кога ќе се појави сонцето, гледај го низ моите коси, додека целото не изгре, и 3 пати речи: престори ми ги Господи овие коси во прстен како сонце. Тој така сторил и само што 3-тиот пат извикал, му се проврел низ косата прстен блескав како сонце. Бидејќи кралскиот син вака ги набавил 3 прстени, ја прашал бабата: што сум ти должен? Таа му одговорила: ништо друго, туку додека си жив да се молиш за мојата душа на Господа, зашто јас за малку дни ќе умрам, и да не му кажуваш никому. Потоа кралскиот син и заблагодарил и ја бакнал раката и се поздравил со неа, па дома му раскажал се на татко си, а тој со прстените отишол кај девојката. Таа тргнала со него и се омажила за него. Српска. Невидливата капа. Некој човек имал само жена и син. Кога остарел, на смртниот час тој ги повикал и им рекол: жено, еве јас отидов, чувај го детето, а ти, дете, слушај ја мајка ти. Еве, ти оставам 3 добрини, сите 3 ти се на таван. Кога јас ке умрам, ти земи ги. Таму има и невидлива капа. Кога ќе ја ставиш, никој не ке може да те види. Има еден стап. Кога ќе му речеш вур стапу, тој добро тепа. Ако речеш дур стапу, тој ќе застане. Од торбата можеш да добиеш што ќе си замислиш и посакаш. И таткото умрел. Поминало некое време, а синот се сетил на татковите зборови. Се качил на таван и таму ги нашол капата, стапот и торбата. Кога слегол од таванот и влегол в соба, ја ставил капата на глава и ја повикал мајка си: о, мајко, дојди! Таа влегла во собата, но не го видела. Затоа го повикала: сине мој, кај си? Тој ја одговорил: еве ме, мајко, во ќошево од собава. Како не ме гледаш? Мајка му рекла: не, сине, јас не те гледам. Кога тој ја извадил капата, го видела. Потоа ја зел торбата и рекол на мајка си: ајде, мајко, да ручаме. Мајка му рекла: нема, синко, ништо освен леп. Тој си помислил: што јаде сега царот, тоа и јас да јадам со мајка ми. Од торбата излегеле слуги и слугинки. Носеле се и се што, како на царот. Веднаш го зел стапот в раце и рекол: вур стапу. Тапот почнал да го тепа. Бап буп. Секаде го тепал и удирал, та го оставил сиот во модрици. Стапот уште би го тепал, но тој се сетил да му рече: дур, откако добро го истепал. И стапот запрел. Еден ден тој им се пофалил на комшиите. Што имам јас, тоа никој го нема. Комшијата го прашал: а што имаш? Тој му рекол: имам една торба и се што ќе си замислиш, се ќе ти создаде. Комшијата му рекол: ке ми ја дадеш ли и јас да ја направам иста таква? Тој се измамил и му ја дал торбата. Комшијата направил исто таква. Неговата си ја зел за себе, а новата му ја дал нему. Кога тој ја однесол торбата дома и помислил да вечера со мајка си, торбата била како и секоја друга торба. Од неа не излегло ништо. Тој отишол кај комшијата.
Комшија, ти не ми ја врати мојата торба. Еве ти ја оваа твојата. Дај ми ја ти мене мојата торба. Комшијата му рекол: Оди човеку по ѓаволите, јас да имав таква торба не би ја ни барал твојата. Тој му рекол: Ке ми ја дадеш мојата торба или не? Ке ја дадеш, ке ја дадеш. И заминал дома. Ги зел невидливата капа и стапот, па се вратил кај комшијата и го повикал: О, домаќине, излезе нешто да те прашам. Комшијата излегол. Овој му рекол на стапот: Вур! Стапот удрил по комшијата. Бап-буп! И добро го изнатепал. Комшијата викал: Аман, човече, запри, ке ти ја дадам твојата торба. Човеков уште не му велел на стапот дур. И тој уште го тепал комшијата. Откако стапот добро го изнатепал комшијата, тој му рекол: Дур! Тогаш стапот престанал да го тепа. Комшијата му ја дал неговата торба. Човекот со неа отишол во својата куќа и рекол на мајка си: Ајде, мамо, да ручаме. И од торбата излегле разни јадења што ги јадал царот. Така среќни си поживеале подолго време. Српска. Приказна за сирачето. Едно време си останало едно дете сираче без мајка и без татко. Ем сираче, ем сиромашно, ем без среќа. Детево ништо немало. Селото го ранело. Од планината носало дрва на грб и ги разнесувало по куќите и се разбира според големината на товарот и леп му давале. Станало детево на 18 години. Еден ден се здружиле паметот и среќата и решиле и двајцата да отидат кај детето. Како намислиле, така сториле. Се разбира, детето веќе не било наивно како порано. Уште одело по дрва. Видело едно големо дрво и рекло: Да го пресечам дрвото, па да му однесам на ефендијата по големо дрво и се разбира поубаво јадење да добијам. Ја зело секирата, пам-пам, внатре нашло цело едно богатство. Полно пари. Ги скрило парите на едно место. Се разбира, паметно е веќе, нели? Зело неколку парички, ги однесло кај еден кујунџија. Колку вредат, рекол, овие? Кажал некоја вредност, помалку кажал. Не, рекол, не е толку. Се опаметил, значи, а кујунџијата го мислел како порано. Ги однел парите сега на друго место, кај друг кујунџија. Овој му кажал точно колку чинат. Тогаш станал голем трговец. Во таа земја имало еден крал и тој од него тргувал и еднаш во годината му плаќал колку што требало. Кралот имал и една ќерка, но се разбира, кралот на кралски син ке ја даде ќерката. Кралот ги поканил кралските синови од пред кралства кај него на гости, на јадење. По јадењето им рекол: Повели, ќерко, кого ќе го бендисаш од момчињава? Девојката пак трговецот го бендисала. Тоа момче. Е, добро, рекле, вие одете си. Ја дале девојкава на момчето. На првата ноќ на младоженциве се скарале паметот и среќата. Среќата рекла: Јас да не бев, што ќе правеше момчево со тебе? Ајде бе, кој си ти? Среќата му удрила една шлаканица на паметот и паметот си побегнал. Добро, ама, детево пак станало непаметно како порано што си било. Кога се доближило до невестата, зело ја изнатепало и си излегло надвор. Пак се повратило и уште еден чотек и тргнало. Кога ја натепало и по трет пат, девојкава се пожалила на татка си. Вака и вака, 3 пати ме изнатепа. Бргу, рекол, на клуци момчето. Кога дошло до ова, бргу почнала среќата да го бара паметот. Го пронашла на некое место. Паметот толку бил растажен, што плачал со солзи. Немој, рекол, не плачи. Ако бидеме двајцата здружени во еден човек, тогаш тој може да биде вистински човек. Ама тебе кога те нема, јас самиот ништо не можам да направам. Сега бараа да објасни момчево зошто постапило така, зошто ја изнатепало жената. Тоа е обичај, рекол. Кај нас, се разбира, веќе било опаметено. Првата шлаканица и ја удрив, рекло. За да ме почитува цел живот. Втората шлаканица и ја удрив,
да ги почитува роднините и третата да ги почитува гостите. Значи, да не ме посрамоти, да ме почитува. Добро, рекле. Сега можете заедно да живеете. Толку. Порано велевме. Во старо време, во прастаро време. На крајот и те керлеме правевме. Има тоа, ама ние сега не го кажуваме. Турска. Царот и градинарот. Еден цар имал голема склоност кон цвеќињата. Тој донел едно цвеќе од друга земја и бил многу љубопитен за него. За да го надгледува, најмил и градинар. Градинарот бил должен секогаш да кажува како е цвеќето. Еден ден, додека цвеќето растело, градинарот видел дека почнало да венее. Мислејќи што ли му се случило, видел дека кртица му го подјадува карењето, па отишол и му кажал на царот. Царот како одговор на тоа му рекол: од Бога ќе си го најде. Градинарот се почудил, се вратил и се фатил за работа. По некое време градинарот, додека одел низ градината, видел како една змија се прострела и спие на сонцето. А кртицата, како што ровела под змијата, ја вознемирила и затоа таа се разлутила и со внимание гледала кртицата да излезе надземи. Штом ја видела, разлутена ја лапнала. Градинарот побрзал, отишол при царот и му раскажал. Царот, впрочем, повторно рекол дека и таа ќе се го најде од Бога и градинарот си отишол пак на работа. Кога се минало, пак по малку време, и градинарот си ја вршел работата своја. Еден ден, како ја копал градината, не видел дека змијата била прострелана и лежала спрема сонцето. Па удрил со копачот по змијата и ја пресекол надве. Отишол пак при царот и му раскажал за случката со змијата. И ти ке си го најдеш од Бога, му рекол. Градинарот се збунил и си отишол на работа. Бидејќи градинарот доста време се занимавал со својата работа, а цвеќето никако не заздравува, еден ден го повикал царот при себе и со гнев нашол причина за убивање, па заповедал да го убијат. Сакале не сакале, джелатите го зеле градинарот, го однесле на особено место за убивање и кога сакале да го убијат, тој посакал да му го каже на царот својот последен збор. Кога го прашале царот, рекол: доведете го да си каже. Кога го донесле градинарот пред царот, тој в лице на царот му рекол: и ти ке си го најдеш од Бога. Царот останал смајан од тоа, му простил на градинарот, го пуштил и му рекол: секој ке си го најде местото. Арно, ама што стана, стана, но нашето цвеќе ке свене. Турска. Птица девојка. Некој крал си имал еден син. И кога стасал за женење, го испратил во светот да си бара девојка за себе. Кралскиот син тргнал и го рашетал целиот свет и не можел да си најде девојка за себе. Откако видел дека и покрај толку голем трошок и толку загубено време не може да си најде девојка за себе, решил да се убие и мислејќи како да го стори тоа, тргнал по еден рид нагоре, од него да се фрли и да страмоглави и парче од него да не се најде. Кога си искачил на ридот, застанал на камен и токму кога сакал да се фрли, чул еден глас кој му говорел: не, човече, за 365 колку што се во годината. Застанал и не гледајќи никого запрашал: кој си ти што ми зборуваш мене? Да се видиме, па откако ќе ги чуеш моите јадови, нема да ме спречуваш да се самоубијам. На тоа му се покажал некаков човек, целиот бел како овца, и му рекол: јас знам што ти е тебе, туку чуј ме, го гледаш ли оној онаму голем рид? Тој му одговорил: го гледам. Добро, рекол старецот. На врвот од тој рид има една баба со златни коси. И дење и ноќе седи на едно место и во скутот држи една птица. Кој е способен да ја добие таа птица, тој ќе биде најсреќниот човек на овој свет. Туку внимавај добро, ти треба оваа баба пред да те забележи да ја фатиш за косите. А ако таа прва те види пред ти, не се да ја фатиш за косите, ќе се скамениш на тоа место в часот. Како што се случило и со другите момчиња што ги гледаш онака скаменети, што човек би рекол дека се мермери.
Слушајќи ги овие зборови, кралскиот син си рекол во себе: мене ми е сеедно. Одам таму, па ако ми успее да ја фатам за косите, добро ќе биде. Ако пак не, и така сум решен да го завршам животот. Така тој отишол на другиот рид. Пристигнувајќи близу до бабата, и пришол од зад плечи и избегал од пред нејзе. А среќа, негово било што бабата си играла со птицата в скут, а и сонцето блескало и тој полека ја фатил за коси. Вреснала бабата толку силно што целиот рид се тресел, како да има најголем земјотрес. Но кралскиот син ја држал и не ја пуштал. Тогаш бабата му рекла: што сакаш од мене? Тој ја одговорил: да ми ја дадеш таа птица од твојот скут и да ги повратиш сите овие христијански души. Таа се согласила на тоа. Му ја дала птицата и од устата пуштила некој синкаст ветер и дувнала во оние скаменети луѓе, и сите веднаш оживеале. Кралскиот син, откако ја зел птицата, почнал да ја бакнува од милина и така бакнувајќи ја таа се претворила во најубава девојка. А таа била една девојка која бабата ја маџепсала и ја претворила во птица и ги мамела момчињата со неа. Кога кралскиот син ја видел девојката, му се бендисала и му се смилила, па со неа си тргнал за дома и на поаѓање таа му дала еден стап, зборувајќи му дека што и да му се каже на стапот, тој тоа ќе го стори. Кралскиот син најпрво чукнал со него по еден камен, а од него истекле куп златници и тие си зеле колку им било потребно за попат. Патувајќи стасале до една голема река и не можеле да ја поминат. Па тој ја допрел реката со стапот и таа се раздвоила и тие поминале. Одејќи натаму наишле на група волци, а волците јурнале на кај него и неговата свршеница за да ги растргнат, но тој ги начекал со стапот и кој волк ќе наидел, на стапот се претворал во мравка. Најпосле така патувајќи, стигнале здрави и весели дома и се венчале. Црногорска. Девојка побрза од конј. Си била некоја девојка која не била родена од мајка и од татко, туку направена од снег изваден од дупка без дно. Спроти сонцето летно, ветерот ја оживеал, росата ја подоила, а шумата со лисје ја облекла и ливадата со цвеќе ја накитила и наресила. Таа била побела од снег, поцрвена од трендафил, посјајна од сонцето, што таква на светот ниту се раѓала, ниту ке се роди. Таа пуштила глас дека на тој и тој ден, на тоа и тоа место, ке има надпревар и кое момче на кон ќе ја натрча, таа ќе биде негова. За неколку денови ова било разгласено по целиот свет, да се собрале 1000 момчиња на коњи, да не знаеш кој од кој е подобро. И самиот царски син дошол на надпреварот. Девојката застанала на стартната линија и сите момчиња кандидати се наредиле на коњите, а таа меѓу нив без конј на своите нозе, па им рекла: јас онаму поставив златно јаболко. Кој прв ќе дојде до него и ќе го земе, јас ќе бидам негова. А ако јас дојдам пред вас и го земам, да знаете дека сите мртви на место ќе останете. Па затоа внимавајте што правите. Коњаниците сите се погледнале меѓу себе, а секој во себе се надавал дека ќе ја добие девојката. Па си велеле меѓу себе: знаеме сите дека таа не ќе може на нозе да не испревари, но еден од нас ќе победи. Кому Господ и среќата, денес ќе му помогнат. И така девојката плеснала со рацете една во друга и сите тргнале во истиот миг. Кога веќе биле на полпат, девојката се одвоила од момчињата, бидејќи пуштила некакви крилја под пазувите. Во тој момент коњаниците се преториле еден во другего, та го збоднале коњите и ја стигнале девојката. Кога таа видела, извадела едно влакно од главата и го фрлила пред себе и во тој момент израснала страшна шума, та момчињата кандидати не знаеле како и каде треба да одат. Но таму ваму по неа и така таа повторно далеку им се одвоила, а тие ги збоднале коњите и пак ја стасале. А девојката кога видела злои во шумата, пуштила една солза,
потекле големи реки, па за малку сите што не се испоудавиле. Така до девојката веќе никој не се доближил, освен царскиот син. А тој пливал на конјот и тргнал по неа. Но бидејќи видел дека девојката му поодминала, ја заколнал во името Божјо 3 пати да застане и таа застанала на она место на кое што биле. Тогаш тој ја фатил и ја врзал за конјот и препривал на суво, па се упатил преку една планина за накај дома. Арно, ама, кога дошол на највисоката планина, се обцрнал, но девојката ја немало. Црногорска. Народни сказни. Народните сказни, поснато уште и како фантастични или волшебни сказни, односно приказни, се најинтересни, најпривлечни и најсакани за детската читателска возраст. Неизмерен, раскожен е светот на сказната. Нејзините јунаци се одликуваат со најразновидни умствени и телесни способности и можности. Покрај човекот, кој е централен рик на овие народни приказни и раскажувања, како главни јунаци се јавуваат и митолошките созданија. Змејови, ламји, самовили, магесници, вештерки или духови, русалки, ѓаволи. Исто така застапени се и олицетворенијата на небесните тела, сонцето, месечината и звездите, и на природните појави, молњата, ветерот и друго. Посебно интересни се волшебните предмети со чудотворна моќ, како летечките килимчиња, брзоодните чевли, невидливата облека, видовитото огледало, чудотворниот прстен и чешел, крилатите самовилски кончиња и многу други. Во сказните често се среќаваат и ликовите на животните кои се во добри односи со човекот, кој им направил некоја добрина, па тие подоцна му возвраќаат со благодарност, помагајќи му на неговите најчудесни желби, настојувања и постигања. Главниот и постојан мотив во овие народни фантастични приказни е борбата помеѓу доброто и злото, и карактеристично е што во нив на крајот секогаш победуваат правдината и добрината, поради која одлика овие прекрасни приказни имаат и значајна воспитно-педагошка улога и дејство врз детската психа. Томе Саздов.